Добар ден, почитувани. Денеска имам чест со доктор Сашко Кедев да разговарам. Нема потреба посебно да ви го представувам. Добар ден, докторе. Добар ден. И ќе почнам веднаш со прашањата. И покрај напредокот во медицината, кардиоваскуларните болести остануваат причина број 1 за смртност, не само кај нас, туку и во светот. Како тоа да се што се случува во медицината на оваа поле? Има ли напредок за да се избегне тоа прво место? Да, тоа е дефинитивно епидемиолошки податок кој што важи за цел свет. Значи, кардиоваскуларните болести се водечка причина и за морбидитет и за морталитет. Таа тенденција се намалува во развиениот свет, во западниот свет и во САД, меѓутоа во земјите во транзиција, земјите на понизок социоекономски статус, уште има експоненцијален раст. И ние сме за жал тука во таа категорија, каде што во нашата држава кардиоваскуларните болести се поголема причина за морбидитет и морталитет отколку сите други заедно. Значи, повеќе од 50% од вкупниот морталитет се должи токму на ова. Овие заболувања се мултиетиолошки. Значи, нема само еден етиолошки причинител за кардиоваскуларни заболувања. Ги знаеме тие мајорни ризични фактори кои што не е на одмет секогаш да се повторат, значи тие се добро етаблирани ризични фактори. Број 1 пушењето, шеќерната болест, крвниот притисок, покаченото ниво на холестерол. Во поново време, како посебен ризичен фактор се додава нередовниот животен стил, од аспект на помалку спиење, нередовен живот, будни ноќе. Кога се подготвувавме за разговорот, ми рековте дека постои пирамида, која што означува што треба всушност да се прави. Дека на прво место се исхраната и така натаму, а на животниот стил, а на последно место е лекарската интервенција. Можете ли околу ова повеќе да нам објасните? Значи, да се надоврзиме на тој голем значај на кардиоваскуларните заболувања, тоа е од еден аспект. Втор аспект што е многу важен, суштината е во превенцијата. Значи, со кардиоваскуларните болести најчесто е атеросклеротичната коронарна болест. Тоа е најчеста причина на кардиоваскуларни проблеми, а цереброваскуларните проблеми најчесто се должат на промени, атеросклеротични промени во цереброваскуларниот систем. Значи, тоа е запушување на крвниот тлак и негово најчесто или згручување или крварење, значи од слабост на крвните садови на одредени места, посебно во мозокот. Суштината е во тоа што треба да се превземе превенција. Бидејќи ние со нашите интервенции ги лекуваме компликациите, не ја лекуваме болеста. Ние не ја лекуваме атеросклерозата со механичките интервенции на стентирање, на байпас, на вградување на така наречени уреди, девајси. Значи, ние ги лекуваме компликациите. И суштината е да се превенира сето тоа. А превенцијата започнува, како што спомнате вие, од базата на таа пирамида. Значи, тука превенцијата треба пред се да биде усмерена кон најмладата популација. Бидејќи атеросклерозата започнува многу рано и ние треба да ја фатиме, да го фатиме што порано почетокот на атеросклерозата кај најмладата популација, бидејќи со редовен здрав животен стил и исхрана уште во детско ниво, ние сигнификантно го намалуваме ризикот за прогресија на атеросклерозата. Бидејќи сите ние имаме, јас и вие, имателите, сите имаме атеросклероза. Некој повеќе, некој помалку. Меѓутоа, ако применуваме превенција, тогаш спречуваме акутни компликации. Вие, кога се подготвувавме за разговорот, значи, исхраната не е спорна како фактор, тоа е познато кај луѓето. Пушењето исто така. Драматично е што во Македонија 44,7% од возрастната популација се пушачи, за разлика од една Шведска каде што се само 11%. И не гледам дека имаме некаква кампања против тоа. Меѓутоа го спомнавте и алкохолот. И сега луѓето, публиката би била малце збунета. Порано се сметаше дека, например, чаша до 2 вино дневно помага, а сега испаѓа обратно. Да. Допред
некоја година во официјалните препораки според кои ние се придржуваме, посебно европските препораки, стоеше токму тоа дека се препорачува 1 до 2 чаши алкохол дневно. 1 кај жени до 2 чаши кај мажи. Меѓутоа, последните препораки укажуваат на тоа дека не постои безбедна количина на алкохол што можеме да им ја препорачаме на пациентите. И тоа малку ги збунува нашите пациенти, кои што порано слушаат токму овие што кажаве, меѓутоа сегашниот став, кој што треба да го знаат и пациентите, ама и докторите што се уште во примарната здравствена заштита вклучени, да знаат дека според сегашните европски препораки стои дека нема безбедна количина на алкохол што можеме да ја препорачаме на пациентите, и ова излегува од резултатите кои што ги презентира пред се онколозите на европско и светско ниво, бидејќи онколозите пред известно време запалија црвено светло базирано на повеќе милионските дата бази на пациенти што ги имаат на располагање, и кога ги анализирале дошле до заклучок дека алкохолот е поврзан со одредени форми на канцер. Значи, и базирано на тоа кое што е презентирано од страна на онколозите, поизлегуваат и овие препораки. Тоа значи да резимираме. Здрава храна, ниту една цигара, ниту една чашка алкохол, стресот. Тоа е друго прашање. Меѓутоа е да ги заопужиме предходните. Значи, за пушењето не треба да се дискутира. Бидејќи нема, јас секој ден се соочувам со пациенти кои што имале проблем, Како мене, на пример. имале инфаркт, е ставен стент, меѓутоа не може да се откажат од пушењето. За мене тоа е стварно несватливо, бидејќи знаеме дека тоа е мајорниот ризичен фактор. Пушењето е мајорен ризичен фактор и затоа не би сакал една минута да губам време. Разговараме повеќе. Меѓутоа треба да ја подсетиме, да ги подсетиме актуелните така наречени Министерството за здравство и сите што се вклучени во здравствената нега, дека мора малку поригорозно да се споредува законот за пушење. Ние имавме еден многу добар закон за пушење кој што функционираше, за жал е шокантно за мене што сега насекаде повторно се пуши. Во сите ресторани, во кафичи, тоа е нешто што треба властите да го решат. Како американците успеа да го сведат пушењето на 20% од популацијата, а швеѓаните на 11%? Да ги остави на американците за кратко, Добро. да се вратиме кон турците. Како турците успеа да го намалат пушењето. И нема пушење на јавно место. А постои поговорка да пуши како турци. Имало тенденција да се следат овие препораки. Популацијата е поддисциплинирана, таму здравствениот систем е многу скап и секој инвестира во превенција. Значи, тоа е еден од механизмите во САД, во западниот свет исто така, во Шведска е многу ниско нивото, меѓутоа за нас треба да биде поучно искуството од Турција. Како Турција успеа, кај што пушењето беше во невидени размери присутно, да го намали сигнификантно, а да не збориме на јавни места. Значи, истото искуство ние мора да го примениме кај нас. Тука ја мислам дека не може да имат компромис. Се работи за ризичен фактор што го зголемува морталитетот, значи пушењето. Во однос на алкохолот, знам дека е многу деликатно да се спроведе ова комплетна абстиненција, меѓутоа за почеток мислам дека е најважно тие што не пијат алкохол да не пијат, бидејќи некои луѓе почнуваат да пијат наседнувајќи на тоа дека е корисно 1-2 чаши, дали црвено вино или некој, ќе кажете го, друг тип на алкохол, меѓутоа тие што не пиеле никогаш да не пијат, а тие што пијат да се обидат да го ограничат, да го намалат внесот на алкохол. Тоа е дефинитивно. Да не заборавиме хипертензијата. Значи, покачениот крвен притисок е многу сигнификантен ризичен фактор и за среќа имаме многу добри медикаменти во третман на хипертензија. И второ, имаме многу важен механизам на редукција на солк. Пациентите што ќе ослабат, ќе имат одредена физичка активност регуларна на дневна основа, ќе се испотат еднаш дневно, не мора да трчат. Може брзо одење, малку да се оптеретат и да го ограничат внесот на сол. Значи, солта е мајорен ризичен фактор за кардиоваскуларни заболувања, за бубрежни. Значи, внесот на солта е еден од клучните... На колку да се ограничи? На минимум. Значи, на минимум, бидејќи имаше епидемиолошки податоци,
намалување на внесот на сол за 2-3 грама дневно, неколку проценти го намалува морбидитетот и дури морталитетот од кардиосни заболувања. А околу пешачењето, сеќавам пред многу години рековте, страшно е што нас ние водно во Скопје, зборевме за Скопје, практично под нос, а не го користиме. Тогаш ја спомнавте една Љубљана каде што луѓето треба да патуваат 30 минути до првата планина. Меѓутоа, колку би препорачале дневно, например, пешачењето? Значи, вака, Еден практичен совет. Половина час, 40 минути. Тоа би го кажал дека е индивидуално. Секако некој пациент што имал потежок инцидент, како мозочен удар, срцев удар, значи не треба да се инвалидизира ако може да се движи. Значи тој пациент треба да има континуирана активност, меѓутоа на пониско ниво. Значи пешачење поумерено. Секој што немал никаков инцидент, нема значајни ризични фактори, тој би требало според мене секој ден да има најмалку 30 минути физичка активност, ама да се оптерети. Тоа значи не мора да трча, не мора да оди по планини, меѓутоа е доволно да се оптерети наравно, барем брзо одење. Брзо одење, и тоа е од пешачењето е можеби најдобрата активност. Кога сме кај водно, значи водно е невиден благодет за Скопје што го имам. Значи такви услови да можеме од дома да направиме 800 метри висинска разлика, да излеземе пешки, да одиме или пешки или со точак да одиме, значи тоа е невидена предност. Невидена предност, а не ја користиме. Значи, прва работа треба да го заштитиме водно и треба да го афирмираме овој здрав животен стил на водно. Да се вратам малку на исхраната, јас пак ќе одам кај американците. Нивниот секретар за здравство Кенеди сега се обидува максимално колку што е можно да внесе здрава исхрана во училиштата кај децата. И се обидува да елиминира едно од најпопуларните цералии за децата, Fruit Loops, кои што он тврди дека се штетни по здравието на децата. Кај нас се водили сметка за таа исхрана на децата во училиштата, во градинките и така натаму. Бидејќи рековте од млада возраст мораме да како и за пушењето, нели е потребна една кампања и во тој поглед? Мислам дека е изноредна иницијатива што ја прави Кенеди во САД, бидејќи тоа е базата на таа пирамида. Значи ние мора да почнеме од децата. И тој отвара еден многу сериозен проблем, бидејќи во САД има епидемиолошки пораст, висок пораст на дијабет кај дечи од нездрава исхрана. Обезноста е драматичен проблем во САД и таа започнува уште на детски години. И ова иницијатива потекнува токму од овие причини. А за ова е најголема причина се јаглените хидрати. Значи рафинираните шекери и адитиви кои што се употребуваат и во овие цереали и во други производи кои што се достапни, преци и атрактивни за жал за најмладите дечиња. И мора да постои таа иницијатива. Најлесно е изробители да стави од нив, стави млеко и завршена работа. А внесот на такви шекери ствара зависност. Значи дечињата стануваат зависни и почнуваат да зголемуваат внесот на таа исхрана и за жал си го зголемуваат ризикот за сигнификантни здравствени проблеми уште во најрана возраст. Стапката на преддијабет во САД, ако не се лажаме, повеќе од 1/3 од целата популација на САД има најмалку преддијабет. Значи тоа е почетната. Мислам дека е повеќе, ама најмалку збориме. Во генералната популација, одредени возрастни структури дури повеќе од пола се засегнати. А суштината е дека таа состојба е реверзибилна. Значи преддијабетот, па и некоја форма на дијабет тип 2, кај некои луѓе може комплетно да се нормализира со интензивна и регуларна физичка активност и диета. Значи тоа е многу важно. Многу едноставно, едноставно. А во суштина во пракса излегува многу комплицирано. А е многу бидејќи навиките се такви. Го спомнавте притисокот. Едно практично прашање кое што верувам ќе помогне кај многумина кои што ќе не гледаат или читаат и така натаму. 140 со 100.
притисок. Хипертензија. Тоа е Мора да се лекува. Тоа мора да се лекува. Најпрво би требало да се проба со драматична промена на животниот стил. Според мене во тие услови, Добро. значи ако приметиме дека пациентот или човекот што е со тој ризик може со неинвазивен третман, дури и без употреба на лекови за кратко време, за да кажеме неколку недели или некој месец, со самата промена на животниот стил и на драматична редукција на вмес на сол и на гладување, може да го регулира тој притисок и регуларна активност. Ако не се регулира за кратко, тогаш има соодветни лекови. Тогаш мора И е предноста на медикаметозниот третман е добро етаблирана и се знае. Сегашните трендови се спуштаат тие вредности, значи 120 со 80 е препорачаната вредност. тоа е јасно, значи не бил тоа. Прашањето ми беше повеќе во смисла дали на 140 со 100 да се оди веднаш на лекарства или да се проба прво Ако се со природа. ако се проба со животен стил, драматична Со ова што го зборевме пред. многу често и без лекови може да се регулира. Меѓутоа, ако не даде резултат промената на животниот стил, сигурно дека мора да се оди на терапија. Кога ќе се наталожат масти на крвенца, освен стентирање, дали постои претходно природен начин на кој што може тоа да се реверзибира? Сеќам на времето имаше еден бугарски биохемичар Иван Вазов, кој што се обидуваше со некакво средство од 16 тревки и тврдеше дека тоа ги отпушува крвните садови. И кога ве прашав, вие рековте ништо не ги отпушува, бидејќи ако не сте виделе, да ви кажам, ми рековте мене, тие личат како водоводна цевка запушена со бигор. Да. Дали во оваа смисла, еве 20 години после ова прашање кој што тогаш би го постави, дали постои некаков напредок во медицината, меѓутоа и некакви нови сознанија на природен начин тоа да се реши? Значи, ние еден суплемент, чај, тревки и некои такви дополнителни начини на внес на такви суплементи не е докажан. Значи, не е докажан дека може да го натпреди овој процес. Единствено, статините се една група на лекови што го намалуваат холестеролот и за прв пат имаме доказ кај статините со примена на повисока доза на розова статин, тоа е генерички препарат, еден од статините, имаме докажано регресија на атеросклероза. Значи, Се намалува за повлекување, значи мало повлекување и промена на составот. Значи, ако бил многу со липиден состав, доваѓа до шринкинг, значи на некој начин собирање, се собира, ама не се губи. Значи, атеросклерозата не може да се изгуби со ништо. А ако сме кај стентирањата, в стентирањата сегашниот став е дека стентирањата имаат предност само кај акутните случаи. Значи, кај акутните компликации на атеросклероза. Бидејќи по таа логика сите имаме, јас имам, вие и сите имаме атеросклероза, меѓутоа не сме сите за стентирање. Стентирањето има предност кај акутни состојби, тоа значи прединфаркт или инфаркт. Тука е бенефитот. Веќе имаме докази дека кај хронична и стабилна атеросклероза, асимптоматска, најчесто не треба ништо да се прави. Дури не треба ни инвазивно снимање да се прави. Ниту компјутерска томографија, ангиографија со компјутерска томографија, ниту инвазивна коронарографија. Значи, предноста на овие техники е пред се кај акутна дестабилизација и некогаш ни треба диференцијално диагностички да видиме дали се работи за прединфаркт кога има пациентот симптом. А инаку стентирање на стабилна атеросклероза не се препорачува. Го спомнавте генеричкото име на лекот. Кај нас како е познат? Значи, тие ги има, секоја компанија го има тоа производство. Значи, и нашите македонски компании, Како тоа е розова статин, тоа е најбазичниот статин. Значи, тоа е статински препарат и тие препарати се достапни. Значи, сите компании и домашни и странски го имаат како генеричка форма и е најдобро што е на позитивна листа. Мислам дека полубо време е на позитивна листа и тоа е нешто што сигнификантно влијае на проблем. Не, мислам дека не, ама добро. Ајде да не назлево. Не е битно. Меѓутоа работата е што и тие препарати треба да се земат таму кај што треба.
Значи не е само да се земат кај што има покачено ниво на холестерол, туку треба да се проценува целокупниот ризик на пациентот. Значи целокупниот ризик во однос на присуство на другите ризични фактори. Пример, ако пациентот е диабетичар, ако е хипертоничар, има покачен холестерол, тогаш секако дека треба да ги прима овие терапии. Меѓутоа, ако нема диабет, не пуши, нема хипертензија, има нешто покачен холестерол, најдобар режим е физичка активност и внимавање на исхрана. Значи секогаш треба да дадеме шанса на што по-неинвазивен пристап, дури и без лекови. Таму кај што мора, ќе дадеме лекови. Кога спомнавте неинвазивен пристап, вие ја покренавте ова иницијатива за проверка на непотребни операции кои што се вршат во приватни клиники, а потоа фондот ги плаќа. Своевремено во време на Воја Михајловски, мислам дека Мија прва го објави тој податок, за да се одобри плаќањето на една таква операција, било потребно потписи од 5 специјалисти од државното здравство. Зошто е тоа укинато, па сега имаме процедура на враќање, тоа малку трае. Која била причината тоа да се укине кога е сосем едноставен процес? Значи, кога се работи за агресивни интервенции, значи како што е и стентирање, и кардиохируршки интервенции како байпас и такви поагресивни техники, тоа е врвот на таа пирамида што е почнавме. Значи, почнува примордијарна превенција, примарна превенција, секундарна превенција кај тие што имале одреден инцидент, терцијарна превенција и на крај доаѓа партерна превенција, тоа значи да се избегнуваат непотребни интервенции. Тука спаѓаат и стентирања и кардиохируршки интервенции. Значи тоа е нешто на кое што треба сите да работиме, тоа е веќе светски тренд. И ова не е само проблем кај нас, ова е проблем и глобално, меѓутоа системот мора да се заштити. Ние имаме во моментот 2 приватни болници и една јавна здравствена установа, државна кардиохирургија, што ги прават овие комплексни интервенции. И имаме еден единствен плаќач на тие услуги, тоа е Фондот за здравствено осигурување. Нормално е во секоја земја тој што плаќа да проверува за што плаќа, значи која е индикацијата. А индикацијата за овие интервенции може да ја оценат само интервентни кардиолози и кардиохирурзи. Бидејќи ако немаме тој профил, ние немаме објективна оценка дали треба или не треба да се направи интервенција. На првите 8 случаи имаше потпис од 16 наши специјалисти, меѓутоа тоа не се процесуира. Сега не ме прашувам како лекар, како граѓанин, дали до сега требаше нив да ги преземе јавното обвинителство? Значи, кога е покрената оваа иницијатива, намерата ни беше да ставиме крај на овој тренд што постои. Бидејќи, ако ги евалуираме податоците од фондот, ќе видите дека во изминатите години се дуплирани или триплирани одредени интервенции. Значи, нашата популација се намалува во државата, а ние имаме дуплирање, триплирање на интервенции. Значи, мора некој да, според мене, да проверува за што се плаќа. А тој може да проверува само преку компетентни кадри. Тоа значи или домашни, меѓутоа може да ангажира и странски. Зашто странски? Зар не се доволни 16 специјалисти во Македонија? Лично сметам дека се доволни. Ако ангажираме странски експерти, тоа значи не им веруваме на овие 16. Како тогаш јас да верувам кога ќе одам на контрола кај? Значи 100% имате право, меѓутоа треба да има предвид дека Министерството за здравство дава дозвола за работа и на приватните и на јавните институции. И Министерството за здравство има обврска и право да контролира. И тоа го прави на тој начин на кој што смета дека е најобјективно. Во овој случај, бидејќи се стори една акутна вознемиреност за случајот, Министерот за здравство според мене добро постапи што направи најпрво наша комисија, независна, во која што вклучи представници од приватните болници да ги анализираат тие случаи. Во меѓувреме почнаа да доаѓаат и нови случаи, мислам дека континуирано има и сега доаѓаат нови случаи, па ќе видиме како комисијата ќе работи, бидејќи тие треба да имат своја автономија, меѓутоа треба и одговорност да имаат кога ќе ја презентираат својата работа. Министерот одлучи да формира и независна странска комисија, што исто така е формирана или не? Не су во тек. Не сте. Тоа министер, Да, знае, добро. бидејќи сака да биде тоа независно, што е во ред,
Значи тоа е сето во ред, се што правиме во правец да ја вратиме до вербата на пациентите е добро. Мене ме интересираше овој, меѓутоа тоа е веројатно прашање за министерот, не за вас, зашто тие првични 8 случаи или 10 испаднаа потврдени, зашто веќе не се процесирани, меѓутоа тоа не Вака се, Дарко, за да се процесуират. Значи да се процесуираат во било кое тело. На крај треба експертиза и вештачење да направи или интервентен кардиолог или кардиохирург. До сегашното искуство укажува во овакви случаи, без разлика која институција го превзема тоа, на крај се сведува на државен, како што кажа фондот, вика ние имаме државен, не сме надлежни, државен санитарен инспекторат треба да проверува индикации. Со целиот респект кон тие колеги, тие не се компетентни да ценат дали треба или не треба да се опитат. не се од таа област. Ниту пак лекарската комора, ако не ангажира интервентен кардиолог или кардиохирург, ќе има необјективно мислење. Велики сега и лекарската комора се вклучи, ама чекаме да видиме кој е профилот на доктори што ќе прават контрола. Ако таа контрола ја прават ендокринолози, реуматози, неуролози или педиатри, инфектолози, тие не се компетентни. Знаете што, печатокот надворе дека постапката се одолговлекува и дека постои опасност, како и многу други работи во Македонија, значи се да се разлага. Тоа треба Не ги да се прашам. на тоа прашање, бидејќи очигледно е дека не може во прашање да остане така. Еден е финансискиот аспект што го збориме, значи тоа се десетици милиони евра на годишно ниво. Значи мора да има контрола. Мора да има контрола фондот зашто плаќа. Не може да се повикува на државниот санитарен инспекторат да проверува за дали има потреба или нема потреба за операција. Еве имате вие приватно осигурување. Дали тоа приватно осигурување ќе ви плати една базична операција без да провери дали треба или не треба. Така, значи Ќе ве претресе од глава до пет. апсолутно, ние имаме и странски државјани, ти имаат осигурување. Доаѓаат понекогаш на интервенции и кај нас и во приватните, нема шанса осигурителната компанија да плати некоја интервенција или не дај Боже операција на срце без да ги провери сите резултати. И тие провери ги прават компетентни стручњаци, не ги прават обични лекари или лекари што се у примарна здравствена заштита. Едно друго прашање ме интересира, еден друг проблем повторно врзан со Соединетите држави. Таму е многу актуелна расправата околу тоа дали Pfizer и Moderna COVID вакцините предизвикуваат миокардитис. Има десетици и десетици кардиолози кои што беа сослушувани во Сенатот од комисијата која што ја води сенатор Џонсон, и тоа се угледни лекари во Соединетите држави, иако им пред 4-5 години на многумина од нив им се закануваа дека ќе им се земат лиценците затоа што го покренуваа ова прашање. Значи прашањето ми е ваше мислење, дали спајк протеинот од вакцините предизвикува миокардитис и дали имаме такви случаи во нашата земја? Значи, вакцините се против тој спајк протеин кој што е на вирусот и вакцините, прво најпрво да кажам, јас не сум експерт во област, меѓутоа ќе кажам моето мислење. Мислат на миокардитис. Дали Точно е. имате случаи на миокардитис? Значи, точно е дека кај одреден многу мал процент, тоа е многу мал процент од вакцинираните со овие mRNA вакцини е докажано појава на миокардит кај млади машки пациенти, млади, на млада возраст. Значи, тоа е докажано, ама тој процент е многу мал. Значи, тој процент е многу мал и тој процент е ставен во таа категорија на прифатлив ризик. Бидејќи се што правиме во медицината има одреден ризик. Значи, ниеден лек не е без несакан ефект. Например, овие лекови што ги спомнавме статини, значи тие може да го зголемат ризикот за диабет тип 2. Значи имаме други лекови кои што може да имаат несакани ефекти, отоци на нозини, било какви други проблеми. Значи секој лек и најбазичниот аспиринот од аспирин може да се почине. Значи може да искрвари пациент да добие гастрично крварење и да почине. Ама пак продолжуваме да даваме аспирин стотка и е 100 мг и тој е извореден лек кај најголем дел од луѓето. Меѓутоа има еден многу мал процент
кои што може фатално да завршат. Најбазичен лек. Тоа е и случајот и со вакцините. Значи, тие вакцини се покажаа дека си имат одреден бенефит, има одредени контроверзии во некои сегменти на вакцините, меѓутоа сега излегуваат и нови податоци. Значи, сега има нови податоци кај луѓето што се инволвирани во овој процес, дека тие вакцини, па дури и вакцините против обичен грип, го разбудуваат и го стимулираат имунитетот и ја намалуваат стапката на ризик дури од малигни заболувања. Значи, тоа набрзо, мислам дека е нешто објавено, нешто ќе се објавува и во процес на објавување, и тоа се многу позитивни ефекти. Има еден американски онколог кој што сега дали е тоа во овој случај кој што вие го спомнавте, дека разбудувањето на имунитетот зависи од протеин IL-15 и од ген P53. Дали е тоа го постигнуваат овие вакцините, дури и обичната вакцина против грип, или е нешто друго? Јас сум правник, не сум правник, меѓутоа многу длабоко навлезен во овие интрацелуларни механизми. Јас бих се обидел на малку поедноставен речник. Значи, секоја вакцина, најбазична, да кажеме против грип, го разбудува имуниот систем и сега се покажува дека дури го зголемува нивото на тие така наречени природни natural killers T лимфоцити. Значи, тоа е природни клетки убици. Тие што ги имаме сите, ама се заспани. И при одредена состојба, тие може да се разбудат и да не заштитат од одредени состојби. Или обратно, одредени состојби, како што е нездрава исхрана и овие други ризици што ги спомнувавме, ризично одместување, па и не спиење доволно, го супримира сето тоа. И стресот. И самиот стрес делува инфламаторно, значи воспалекално. И инфламацијата или воспалението е во природата и на атеросклерозата, и на карциномот, и на многу заболувања. Така да сегашните трендови во медицината се усмерени кон селективно таргетирање на тие антиинфламаторни механизми. Се уште не сме сигурни на кое ниво треба инфламацијата да се адресира, за да се постигне одреден бенефит, бидејќи тука има различни нивои. Имаше едни базични лекови антиинфламаторни како колхицин, кои што прво се покажаа дека се корисни тие медикаменти кај атеросклеротични промени, потоа во една голема студија се докажа дека не се корисни. И влегува во препораки, потоа се вадат од препораки, бидејќи не таргетираат популацијата на соодветно ниво. Меѓутоа имаме развој на таа биолошка терапија, антиинфламаторна, која што дури може да има, се претпоставува, може да има ефекти кај срцева слабост. Значи, воспалението е поврзано со следови ризици. Зошто пациентите со обезност, кои ќе ослабат, имат подобра прогноза? Еден од механизмите е обезноста е воспаление. Таму кај што има повеќе масни клетки, значи повеќе има гојазни пациенти, гојазноста е воспаление. И тоа зголемува ризика од сите болести. Значи, од сите болести ги зголемува, бидејќи воспалението, инфламацијата е во основа на сите болести. Што тогаш мислите околу така наречениот фастинг, кој што е сега популарен, односно постот? Што ви препорачале вие како кардиолог, например, 24 часа, 48 или? Немам дефинитивна препорака за сите пациенти, меѓутоа сметам дека гладувањето е исклучително поволен стил на живот. Секој што може да гладува, колку подолго може да гладува, толку е подобро, бидејќи гладувањето е антиинфламација. Значи, гладувањето намалува внес на калории и на некој начин овозможува да се прочистува организмот. И според покомпетентните од мене во оваа област, тој систем на гладување е корисен, бидејќи еден од наједноставно кажаните механизми да не се вечера. Значи, првиот оброк да заврши 4-5 попладне, последниот оброк, и до наутро да нема ништо, само вода. Ништо, ни јаболка да нема, тоа е најверојатно најкорисното нешто. И ако се навратиме, овие механизми се опишани уште во древните цивилизации. Тибетанската медицина, која што е постара од кинеската, го опишува сето тоа. Во многу религии, во христијанството,
Ние имаме пост, ама тој пост треба да е многу ригорозен и како што е препорачан оригинално во религијата, да биде следен со намалување на телесна тежина. Не може некој да пости, а да има зголемена телесна тежина. Значи, тој пост мора да резултира со топење, значи со намалување на телесната тежина. Тогаш е вистинскиот бенефит. Не случајно и во религиите, па и во муслиманството, во исламот имаат гладување. Мислам дека имаат одредени на дневно. Не ги знам точно детаљите, меѓутоа не е случајно тоа. Значи, тие религии се базирани на животни искуства децениски намазак. На векови намазат, и тие се базирани, луѓето знаеле дека ако гладува, се прочистува организамот, меѓутоа не само организамот, се прочистува и умот на некој начин. И доведува до поголема ментална дисциплина кај тие луѓе, што го практикува тоа. Така да ја лично сметам дека секој може да си ја практикува својата религија со своите систем на гладување, без разлика на која религија. Меѓутоа секој човек без религија, што е атеист, колку повеќе гладува, има подобра прогноз. Меѓутоа вашето е, значи, 5 часот попладне, последно одре. Тоа е мој личен став, не ви може сега да кажам да го препорачувам. Јас лично се трудам да се придржувам на тоа, што порано да заврши мојот последен оброк до следникот, до следното утро. Добро, да преидеме малце на една друга област која што е вас при срце, планинарењето. Пред некој ден председателката ве одбликуваше, значи, за борбата за самостојност, независност, за напредок на Македонија, за вашите кардиолошки заслуги, меѓутоа и за, цитирам, историскиот успех со освојувањето на 14 врвови. Тоа што највисоки врвови. Тоа што мене ме интересира. Прво, вие не сте, како и ме, не сте на 20 години. Како успевате на оваа возраст, таа енергија да имате? И второ, при една од предпоследната ваша презентација покажавте фотографии како вие се качувате нагоре кон врвот, меѓутоа доле имаше 2 мртви планинарки загинати од лавина. Практично, кога вие одите на таа експедиција, вие се соочувате со смртта и покрај тоа одите. Значи, како го издржувате се до тоа? Значи, прво со енергијата и второ со овој предизвик кога практично гледате на смртта во очи. Сите имаме одреден пул на енергија, животна енергија, која што е највисока во детството. Значи, во детството имаме најголема енергија, животна енергија. Со тек на годините ни ослабува таа енергија. Значи, полека губиме таа енергија, за да на крај, пред крајот на животот, имаме најмала животна енергија. И тоа е причината што возрастните луѓе се го губат мотивот за живот, се подепресивни генерално, не секогаш. Меѓутоа, возрастните луѓе имаат помала мотивација во однос на помладите. Добрата работа е што постои механизам на обновување на таа енергија и на зголемување на животната енергија, на концентрацијата на животна енергија што сите имаме. На кој начин? Секој треба да си го најде тој начин. Јас тој начин сум го нашол на планините и со интензивната физичка активност. Значи, интензивната физичка активност, јас сум приметил дека ми ја зголемува животната енергија. Тоа сум го стучнал од други колеги што сме оделе по големите планини заедно, дека тоа на некој начин ја зголемува животната енергија и не прави посмирен, бидејќи на крајот на криштата квалитетот на животот е поврзан со нивото на смиреност што го имам во нас. Тоа е суштината на крај. Нивото на смиреност, бидејќи тоа е највредното нешто што можеме да го постигнеме. Не би можел да ја препорачам оваа активност на сите, додат на големи височини, бидејќи тоа е индивидуално. Најпрво треба секој човек да се проба на пониски планини и малку треба и генетска предиспозиција за издржливост на тие височини во зоната на смртта. И сега тука има големи ризици и секој во животот, според мене, треба да си го прифати својот ризик, степен на ризик и да ја земе одговорноста самиот за себе. Тоа е според мене многу важно. Како се чувствувавте кога ги видовте тие 2 планинарки? Тоа се многу мокни чувства.
многу силни емотивни чувства, бидејќи со тие луѓе тоа значи не само две девојки од САД, туку и нивните двајца шерпаси. Едниот беше Мигмар, другиот Лама Шерпан, Лама Тензин, значи девојките Лама во евате како се вика? Джина и Ана. Добро. Значи Лама Шерпа беше до тој момент силниот шерпа во тој момент, бидејќи помогна на Кристин Карила, една норвежанка, со негова помош ги искачи во рекордно кратко време сите 14 врва, токму со негова поддршка. И тоа беше мотивот на Джина да го земе него на некој начин, меѓутоа за жал завршија трагично. Тоа чувство кое ќе се сочиме со смртта ни отвара многу видици, бидејќи суштината во животот е да ги сватиме тие принципи на непостојаност, имперманенс. Значи, тоа е еден од основните принципи во животот, дека ништо не е постојано. Значи, се е субјект на континуирана промена. И на тој начин доваѓаме до символот на вечност. Тоа значи тој вечен круг кој што е символизиран во еден старо египетски символ на гностицизам, во кој што змијата си ја јаде опашката како еден круг. И тоа е символот на вечноста. Тоа значи староегипетска иконографија која ни укажува дека може да се дојде до просветлување само со лично искуство. Личното искуство е нешто што вреди. Ја не би можел тука со зборови да ви опишам тоа чувство како сум се осеќал на врвот на Еверест или на врвот на останатите 13 планини над 8000 метри, бидејќи со зборови тоа не се опишува. Јас можам да ви кажам дека тогаш осеќам дека сваќам дека сме само еден дел од универзумот, од еден аспект, а од друг аспект дека ние сме микрокосмос сами за себе. И вие, јас, секој е микрокосмос во рамките на макрокосмос. И кога ќе се соочиме со смрт, кога ќе се соочиме со ризик од сопствена смрт, сваќаме дека постои тој вечен круг, кај што нема смрт, има само раѓање, смрт во наводници и повторно раѓање. И тоа е тој круг што ја обновува енергија, животната енергија, и секој треба да си го најде тој начин. Дали тоа ќе биде пешачење покрај Вардар, дали ќе биде планинарење на малите планини, на качување на Водма, одење на нашите планини, Шар планина, Солунска глава. Личен извор. Личен, дали некој ќе вози велосипед, обичен велосипед или планински велосипед. Тоа е се личен избор. Меѓутоа, кога ќе се зголеми нивото на свесноста, тоа што го викаме awareness, тогаш тоа е суштината. Бидејќи ние на крајот на криштата не можеме на никој да му го објасниме, например, вкусот на мандарина ако не го проба. Значи, треба лично искуство, некој треба да проба мандарина и да го знае вкусот. Ако некој не пробал, че ние може да му објаснуваме сличува на портокал, па нешто има малку таков вкус вапор, значи нема шанса. Тоа што е вредно е личното искуство во животот. Ја лично сметам дека секој човек во животот треба да оди со лично искуство, бидејќи во животот има раст, меѓутоа треба да знаеме дека во животот има и паѓање. Значи имаме и раст и паѓање. Тоа е дел од животот. И на крај сето тоа е една целина. Бидејќи знам дека брзате, завршувам само уште едно прашање, кратко одговор. Во вашата кариера, дали сте имале луѓе кои што се вратиле од клиничка смрт и ви раскажале нешто? Тоа е баш прашање за крај. Тоа се вика near death experience, значи искуство блиску до смртта. Овие пациенти сум имал, кои што опишувале, значи го опишувале тоа, дури колеги сум имал, кои што поминале како пациенти, поминале низ тоа искуство на тунел. Имало пациент кој што кажал влегува во тунел и се ниша лево, десно, дека го буткаат од една страна, го буткаат од друга. Тоа се искуства на луѓе што поминале низ тоа и на крај се враќаат во живот. И јас лично имам остетено слично искуство при симнувањето од Канченчунга, кога останав без кислород на 8400, ми се изиша кислородот. Да? И без кислород 300 метри оприлика се спуштав. И во тој момент ми се одмота целиот животен филм, тоа беше прво, а од физички аспект најблискиот повик го има при симнувањето од Нанга Парбат,
жртванината убиец, кога веќе го надминав се качив на врвот, при симнувањето го поминав најтешкиот дел, Киншофер ѕидот, и веќе се олабавив, имав едно драматично лизгање 2-30 метри најмалку, меѓутоа имав среќа двојна фиксација на тоа јаже, и тоа лизгање беше вечност, и на крај кога ме задржа тој анкор што беше, тие неколку секунди, додека ги отворив очите, го имав тоа чувство на искуство блиско до смртта. И тие искуства се многу важни, не би ги препорачал на никој, меѓутоа тоа се искуствата што не ослободувам од стравот од смртта. Стравот од смртта е најголемиот страв што го имаме сите. Нема човек што нема страв од смрт. И тоа е најголемиот лимитирачки фактор за сите нас, за жал. Тој што ќе успее да се ослободи од тој страв, ќе биде многу постирен во животот. Ви благодарам. Благодарам. Среќен ви пат и да се видиме кога ќе се вратите.